Почитувани гледачи, добра вечер, визави на програмата на ТВ Канал ВИС. Моја вечерашна гостинка е Јасмина Вучкова, актерка во Струмичкиот театар Антон Панов и протагонист, ако може така да се каже, во драмата Лизелота и месец мај, која што од декември е на репертоарот на Струмичкиот театар. Добра вечер, добре дојде во визави. Добра вечер, ви благодарам на поканата. Јасмина, ако може да се обраќам на ти. Те молам, да. Лизелота и месец мај ја имавме премиерно на крајот од месец декември и поради целиот тој месец со празници, таа не доживеа во јануари поставување повторпат на сцената на Струмичкиот театар, дури деновиве ја имавме повторпат и еве со пауза од еден месец. Како се чувствуваш во улогата на Лизелота, еве повторно по премиерната изведба? Така, значи премиерата се си мислам дека беше 23 непосредно пред декември, нова година, да. И тогаш беше се веќе зафатено, блокирано со други активности на сцена на нашиот театар. И после следува нели новогодишните божикните празници и се врати на репертоар 26 јануари, ја игравме пред една недела тука некаде сега, која дата сме, и како се чувствувам. Убав. Јас сум Лизелота во представата Лизелота и месец мај. Поминавме многу убав период на градење на ликови, на мојот лик, на целокупната представа заедно со режисерот и колегата. И ми останува така како сеќавање на едно многу убав период на градење на една театарска представа. И непосредно пред изведбата ние бевме, се вративме на материјата, имавме проби и тоа беше добро што помеѓу премиерата и следната изведба, првата реприза на Лизелота и месец мај, немавме други представи за да можеме да се посветиме тематски, преокупираме со друг материјал, така да си останавме со материјалот на Жолт Пожгај и на авторот на Лизелота и месец мај, и така многу полесно да се стаи во вас, точно така, да си легна на некој начин. Го спомна тој момент, но и на пресконференцијата која имавте непосредно пред премиерата, рековте дека тоа бил еден убав процес на градење на самата представа. Кои се тие толку нужни компоненти кои што ја делат една представа од друга, еден процес на градење од друг? Што беше овде тоа што ти даде такво чувство, и колегата Костангов го сподели истото, па и режисерот? Што беше клучно? Како се разликуваат процеси од процеси? Така. Колегата Коста Ангов и јас заедно имаме студирано на факултет. Не има учено ист професор во актерска игра и сите други професори ни беа исти, што значи театар. Имаме многу играно таму заедно. Кога се вративме исто имаме многу играно тука на нашата матична сцена. Имаме веќе и посебно искуство со дуодрама пред 10 години, станува збор за Каминот од Маргарит Минков. Така да се разбираме што е одреден поим, не треба многу да објаснуваме за одредено нешто, што значи. Многу полесно се разбираме, полесно комуницираме. Имаме исти критериуми за одредено нешто, квалитет, неквалитет. Имаме ист, сличен, сега зборувам иста, можеби не е ист, стремеш кон одредено нешто, затоа што имаме ист професор кој не учел што треба да се достигнува и како треба тоа да се прави. Во целата оваа слика, која сега ја доловувам некако на гледачите и на вас, се вклопи режисерот, кој имаше исти критериуми и принципи на работа со нас. И едноставно сите бевме таму за да твориме. Немаше никаква друга енергија сега.
ајде нешто да зборуваме за нешто друго, за да доловиме нешто трето, значи сите бевме тука некаде се најдовме, да, и со енергиите се најдовме. Секој процес има некакви проблеми, но ние некако како да лепдевме над нив. Тоа беше многу убаво и посебно. Не се впуштивме до проблемите. Тоа како се едно море, има многу, некогаш е мирно, некогаш има плими осеки, некогаш има големи бранови, а ние како да сурфавме така лесно, ги надминувавме затоа што целта ни беше нешто сосема друго. Така. Нашето време не беше предодредено да го дадеме за решавање на проблемите кои и без нас и со нас ќе се решат. Туку нашата цел беше да иствориме, ова е наша представа, нашиот момент, што ние ќе кажеме сега, како ние ќе го направиме тоа. И енергијата и времето ги користавме повеќе за да искреираме нешто ново, нешто интересно, за да разговараме повеќе за како може да биде поубаво или како може да биде поиздржано. Расправите беа повеќе за тоа, да. Има ли секоја изведба следна креација на Лизелота? Еве имавте генерална проба која што исто така нели е многу така со публика. Еден вид представа, еден вид пред премиера да речеме, да, нели? Да, штом влезе гледач, внатре те гледа, тоа е представа, ти играш театар. Поинако е така е. Ја имавме премиерата, имавме и втората изведба официјална. Што се менува кај Лизелота од игра во игра? Колку таа повеќе легнува во тебе? Што и даваш ти на сцената дополнително? Па тоа би можело да го разговараме малце после можеби втора, трета, пета изведба. Што е многу потребно, тоа разговарав и со управата пред некој ден. Потребно е континуитет на играње, за да може една представа, било која, да може убаво да си легне и да си го исполнува целосно просторот кој го поседува, да се развива, затоа што ова е жива материја и се развива. Си има одредени граници, рамки, контури, но да си се развива, да си се шири во сите страни, да си го исполнува просторот. Сега, има разлика секако од првата изведба пред публика, зборуваме за генералната, зборуваме после за премиерата и за првата реприза. Има, значи, огромна разлика. Првата беше прв допир со публиката. Ти не знаеш како ќе реагира на одредени моменти, веќе таа е дел од представата публиката кога реагира. Ти е жива, го чувствуваш флуидот, ја чувствуваш енергијата. Не е исто како празен салон и кога ќе ти влезе публика која пулсира и ти ја слушаш, па комуницираш со неја, почекуваш таа да се стиш, па другото да дојде, за тоа време ти го креираш, го исполнуваш твојот лик. Другата публика е која дојде на премиерата, сосема поинакво беше повеќе, пополна сала, по друг вид на публика. Генералната публика и премиерната публика е различна публика. Може да кажам дека генералната публика, публиката која доаѓа на генералните проби, е секогаш публиката која многу сака да гледа театар. Тоа е вашиот предизвик всушност. И првата критика на колегите, да, тоа ми е многу убава публика, многу си ја сакаме таа публика. Веќе на премиерата доаѓаат наши блиски, пријатели и оние кои што сакат само да гледат премиери. Има и таква публика која сака да гледа премиера, за прв пат да ја види представата. И веќе доаѓаат некои по втор пат, веќе на репризи, некои кои не успеале да дојдат пред ген. И така да има и она жива реклама, се зависи колку е рекламирана од уста на уста представата. И сега зборуваме за представа која не е лесна комедија. Тоа е различно. Значи, се разбира, ние имаме повеќе публика за лесните комедии. Тоа народот најлесно го прима. Тоа е како... И најлесно се продава. Гледачот само се опушта, не треба да размислува, може да влезе во салонот, да изгледа представата и да излезе насмеан. И тоа е така убаво чувство. Но конкретно зборуваме за Лизелота и месец мај, не може исто како ќе влезе, така и да излезе од представата. Во суштина, според мене и според повеќето колеги, ако не и сите, суштината на театарот е тоа. Кога ќе влезеш внатре
да не излезеш, Да се како што си случи влегол. некаква преобразба. Преобразба, да доживее нешто тој гледач, затоа што кога читаш една книга, Така. не си ист како пред да почнеш да ја читаш и кога си ја завршил Апсолутно, книгата, да. кога гледаш еден добар квалитетен филм, не се чувствуваш исто, размислуваш после за книгата, за филмот, па и во случајот за дадената театарска представа. Ми наметнавте интересно прашање заради тоа што кога ќе прочиташ иста книга втор пат, не е истото чувство кога си ја прочитал како и првиот пат, навлегуваш во некои детали. Истото го имаме и како гледачи за гледање представа по втор пат. Точно. Какво е чувството како актер секој пат кога ќе ја одиграш својата представа? Тоа е кај нас многу интересно нешто, зашто тоа го можат само актерите кои работат во театар. Затоа и за големите холивудски звезди, актери, е голем предизвик да играат во театар. Повеќе пак да играат на репертоар повеќе пати една иста представа. Тоа е таа не знам како да ја кажам, вештина која треба да ја поседува актерот, човекот актер, да се навраќа постојано на едно нешто, а да го живее како за прв пат. Тоа е магично нешто. Но ако актерот не верува во тоа што го прави, тогаш нема да биде така. Актерот ја има таа способност да верува во тоа што го прави и тој верувајќи во тоа, натрупувајќи се себе си со сето тоа што треба да го носи за тој лик, целата таа информација за ликот, за целата ситуација, за атмосферата во која што се наоѓа и за задачите кои што некаде позади стојат во подготовката на процесот на работа, што треба да прави актерот, но тоа го прави ликот, тоа е малку сложено вака со повеќе филтри од позади, и тоа го прави сега и тука за прв пат. Не му се случило него вчера. Како пример, јас вчера што ја играв Паника во Хотел Палас и сега вечерва пак ќе ја играм, но како за прв пат ќе ја играм. Така, во вторник која ќе ја играм Лизалота и Месец мај и следната изведа пак ќе ја играм како за прв пат. Тоа е способност, вештина и затоа не секој може да го прави тоа, нели? Тоа е нашата професија. Зборувавме дека Лизалота е дуодрама, но од друга страна, машкиот лик има повеќе ликови, односно Костангов се преобразува и тоа ја прави на вистина специфична. Дуодрама, а всушност не е дуодрама, туку е целосна драма со многу ликови внатре. Кој е твојот предизвик? Не е едноставно ниту за Коста да влегува и излегува од сцена во сцена со поинаква креација, но и тебе предпоставувам ти е тежина кога во истиот лик се преобразуваат нови. Да, но пак е тука, ете, сето тоа сврзано со она, дали ти веруваш, верују, што го имаме ние актерите, дека тоа е така и тоа е така. Не постои ништо друго, така си е. Театарската вистина. И така си функционира тоа. Тоа е како едно дете кое си игра со прачката и тоа е сега за него пушка, авион, метла и тој го прави тоа и го прави мете со прачката. И тоа е метла во дадената ситуација и така сега се присетувам на првиот час по актерска игра во Бугарија, кога професорот не однесе да наблюдуваме и да гледаме како се играат децата. Тие се играат безпрекорно, ништо не може да ги убеде дека нели каменот е сега авионче или нешто друго. И тоа е основата, темелот на актерската игра. Да веруваш во тоа што го правиш. Тоа е магијата. Сега, дуодрама е секогаш предизвик за еден актер да се игра. Тоа е како се едно ти си пливач и сега тренираш во базен да пливаш на 100 метра и пливаш супер, но предизвик е да одиш на маратонско пливање, да пливаш 20 километри, 30 километри, да можеш да се носиш со тоа, па да правиш и разни, да мениш стилови на пливање и така натаму, тогаш се гледа, нели, целата таа вештина што поседуваш и е голем предизвик за актерот и е, јас сум ето многу благодарна што за втор пат ја имам можноста во мојава кариера да играм дуодрама. И
И мислам дека не е проблем тоа што имаш еден партнер. Може и во голема представа да имаш една сцена, Така. иако игра Апсолутно. 10 ликови, нели, со еден. Тоа не е проблем. Проблем е проблем. Не можем ни проблем да го наречеме, предизвик пак ќе го наречеме тоа што го имаш ти целата представа на твоите плеки. Треба целото тоа бреме да го носиш и на почетокот, нели. Но тоа е сладко бреме, предпоставувам. Заради Тоа тоа е- што фокусот, нели, тој сноп светлина е постојано кон тебе и кон твојот партнер. Па што знам, тоа може би од онаа страна, од гледачка страна така е и нели може би тие кои допрва сакаат да се запишат на факултет, нели да светне светлото и ти да си тука во центарот на вниманието, но кога повеќе време се занимаваш со професијата, кога длабоко навлегуваш во суштината, тебе ти представува предизвик се по-големи длабочини, се подалеку да стигнеш и воопшто не мислиш дали снобот ќе свети врз тебе или не, туку да направиш различна креација, поразлично од тоа што е било претходно, да се надминеш себе си, надпревар со самиот себе си, постојан надпревар, дека ете, јас имав претходно дуодрама, но сега сакам друго нешто, затоа што тоа се случило пред 10 години, а сега од тогаш до сега имам уште 10 години искуство во професијата, да видам до каде сум стигнала, да си ги измерам силите, да одам на некој фестивал, да погледнам други таму креации на други луѓе, да видиме до каде сме, затоа што Лизалота и Месец мај е, нели, фестивалска представа, не е за така широките народни маси, иако е многу убаво раскажано од страна на режисерот. Си ја гледала ли оваа представа во друга изведба? Ја имаше ли прилика да ја погледнеш некаде? Не. Кога разбрав дека Јане Спасик, режисерот, ќе ја прави представата тука, јас го прочитав текстот, но воопшто не знаев кој ќе биде во подела. Кога ми рекоа дека ќе биде Коста Ангов и Јасмина Бучкова на таблата, тогаш го зедов повторно го прочитам и искомунициравме со Јане, се јави и така краток разговор пред да дојде што воопшто ќе прави со тој текст. Јас така љубопитно го прашав за да знам каде да се Насочиш во, да. насочам во размислувањето додека дојде. Затоа што сум работлив човек по природа, сакам да бидам подготвена и така. Почнав да истражувам каде се има поставувано во Македонија и не дојдев до некакви информации, Неготино, Кавадарци, нешто такво. И повеќе во Бугарија. Во Бугарија многу. Фотографиите што ги видов, така, естетски не ми се допадна, затоа што кога го читав текстот, видов длабочина во самиот текст, а по фотографиите ми беше малце повеќе бледо, прволиниски, поставено, само фотографии сега, по решенијата, по костимски решенија и сценографски и најдов и некои видеа кратки. Не предпочитам да гледам нешто видеозапис пред да творам јас, за да не ми влијае на некаков начин, но фотографиите не ми влијаат затоа што се само, нели, обична мртва слика. И така кога дојде Јане и кога разговаравме на темата заедно со Коста, тројцата во екипа, и пронајдовме многу длабочини во текстот и интересно е тоа што и самиот автор, а и режисерот сакаше и успеа да направи многу комични моменти. И самиот текст нуди, но Јане инсистираше исто на тоа и креациите на актерите исто така понудија и така да се плива многу лесно из целата таа приказна на гледање. Која што не е едноставна приказна. Зборувавме дека Лизалота и Месец мај всушност зборува за осаменоста во една малку посериозна животна доба. Едни предизвици што ги носи животот низ годините и искуство и така натаму. И да. Лизалота е една жена, сега и гледачите малку да ги навлечеме во темата, тие нели слушаат, не знаат што се работи, значи една 40 годишна жена која сака да си најде партнер и да си го продолжи животот со некого, да не биде сама. И тука се случуваат веќе во незиниот стан
ни за случки. Доаѓаат повеќе мажи за да си избере некој. Тоа конкретно, конкретно, малце поопшто кажано, за да не ги навлечеме, нели, да очекуваат нешто кое што ќе го споменам сега. Тоа е од прилика, мислам, она кое што треба да го знаат како приказна. Колку приказната е апликативна во нашите услови? Многу. Би се Избегнувајќи идентификувале ли гледачите? Па да, публиката. Да. И мажите и жените кои што би дошле, дали би пронашле дел од себе во Лизелота? Од публиката која беше присутна на генералната премиерата и првата реприза, луѓето уште зборуваат за представата. Која ми е птем мило. Никој не е останал рамнодушен. Ајде да споделиме дел од тие коментари. Што е тоа што ти го донесоа како повратна информација од она што е изиграно, од она што го почувствувале, од она што го доживеале? Значи, театарот тоест представата Лизелота и месец мај го има доловено она што треба да го понуди театарот на гледачите и тоа ми е ептем мило. Значи, тие ја доживеле целата катарза која што треба да се доживее после одиграна или изгледана театарска представа. Тоа што најдрагите комплименти се дека го виделе она вистински што се случува, без да гледат дека некој овде им глуми. Тоа е голем комплимент за актерите. Исто така зборуваат дека многу сладко се смееле и многу за последниот момент да ги погоди она кое што е вистински и кое што ни се случува и нели те погодува и те наведува да размислуваш зошто е тоа така. Она кое пример од декември кое го имат гледано на генерална и на премиера гледачите, би се има случајно пред некој ден да ме сретнат на улица и да ми кажат дека уште им е Лизелота во главата. Свежо е. Да. Пред некој ден ме сретна на улица една госпоѓа и ми кажа дека не може да ме извади од главата, кој што не знам што и се случило на представата и дека многу и се допаднала и дека пак ќе дојде да ја гледа. И такви некои убави комплименти, до сега не сме слушнале нешто негативно, кое ни дава за право да се чувствуваме. Да. И со отворено срце да ги повикате сите да ја погледнат представата. Да, многу сакам. Ке имате доста работа овој месец, излезе програмата односно репертоарот на Антон Панов за месец февруари, ќе играте во 2 представи. Ќе ти представува ли некаков посебен предизвик со оглед дека ќе треба да влегуваш од една во друга улога за неколку денови? Па не. Тоа ми е работа, ние сме актери, јас сум флексибилна. Може би ќе ти даде механизам. Може би ќе ти направи простор така да се оттргнеш од едната улога па да влезеш во другата, да ја оставиш простор на Лизелота малку да одмори. Тоа беше интересно, синоќа еден драг сценски работник. Се подготвуваме за, веќе сум облечена во гардеробата со фризура, шминка за Биби, потпоролката на председателот во представата Паника во хотел Палас на Рекуни. И ми вели како е Лизелота. И јас му велам сега е на стендбај. Ќе ја вклучам задутре. Сега сум Биби. И така се шегуваме на тие теми, но е така во принцип. Значи, важно ви е, го спомна тоа, дека ви е многу важно да бидете колку што е можно повеќе на сцена. Да, многу, па ние за тоа живееме, за тоа постоиме. И тоа е предизвик да можеш да се трансформираш после 2 дена во другиот, во третиот лик. После ова твоја изјава, како беше да се застане на сцена по тој толку мртов период после пандемијата? Сега може да се смета дека е полна пареја со оглед колку време бевте без вашиот основен извор на енергија. Да ти кажам, искрено, ние за разлика од другите театри не бевме многу. Ние бевме само 2-3 месеци, а тие беа по години. Така. Значи, ние бевме, се сеќавам дека Горан Стефановски го работевме тетовирани души, бубе, и бевме веќе 2 недели пред премиера.
кога се доби она најава или сугестија, забрана за работа и за затварање на театрите. И после отварањето, ние први почнавме. И за 2 недели извадивме премиера. Игравме премиера, игравме и реприза. Со тој капацитет од колку беше? 30%. Да. Беше како на проба, помалку од генерална проба. И со цел страф играње и не знаеш како, па се оддалечуваш од колегата, се плашиш од секој. И после тоа ние продолживме со репертоар. Игравме Секс, лаги, љубомора, бевме на фестивалот на комедија во Куманово со Секс, лаги, љубомора. Така да ние игравме и растевме со капацитетот. После беше, се си мислам, 60%. И игравме представи. И потоа се ослободивме, нели, од сите тие препораки и ограничувања и дојдовме до 100%. Како беше? Многу беше тежок, како на професионално, така и на приватно. Фала Богу што помина. Да, навистина период кој што тежок. беше голем товар за сите и за функционирањето. Пред неколку месеци кога зборував со ваша колечка од друг театар, вели дека морале да го исполнуваат со други активности слободното време со оглед дека долг период беа затворени театарот во Куманово. Правевте ли, го наполнивте ли вашиот простор во кој што го имавте, нели, надвор од работните врски со некои нови ангажмани, нешто направили нешто за себе, поинакво и ново? Да, што правеше во тој период кога? Леле, тој период, како што реков и предмалку, беше тежок како на професионално, така и на приватно поле. Што правевме? Бевме затворени, се сеќаваш, имаше карантини. Со маж ми и син ми се шетавме по ридови и планини. Син ми беше мал, 2,5 години колку беше, и освен некои овчари и кучиња со овците, детето не беше видело дете цели 2 месеци, колку беше тоа, беше страшно, ужас и бевме како во некоја филм, како во Труман шоу бевме, се едно, нели, се дезинфецираш, правиш тоа, се чуваш, се пазиш, читаш цело време, беше како тотално лудило беше. И тогаш се сеќавам на тогашниот раководител на театарот, се јавив и реков: ајде да направиме летна надвор сцена. Ајде да направиме нешто, ете, ми беше греота најмногу за децата. Сигурно тоа најмногу ќе влијае, тие се уште немат изградено некои психофизички способности за може да се носат со таа самотија, со тие стеги, насекаде маски, шалови. Син ми се плашеше од тоа, беше страшна слика. И реков, ајде да направиме нешто, ете, затоа што јас и во факултетот имав предмети по куклен театар, и затоа што долги години работев со деца и млади во студиото Думон, и во Дом за деца и млади исто долги години им работев театарски представи, пишев драмски дела, режирав, ментор им бев. Реков, ајде, имам искуство, имам идеи, имам и кукли направено, ајде да направиме нешто за децата надвор. Ма тогашниот раководител ми каже дека ќе пушти писмо до Министерство за култура затоа што ни е забрането воопшто собири да правиме. Леле, си реков, ајде бе, 10 дечиња сега, после 3 сати, пак не ми е тешко, само нешто да направам за децата ми беше најмногу, знаеш. И така некако не излезе тоа, знам дека тука од позади нешто се чистеше просторот, се подготвува, ама немавме дозвол од Министерство за култура затоа што спаѓаме, па барав начини како тоа самостојно да го правам, па каде да најдам простор, па сите беа исплашени луѓе, никој не сакаше да прави, имаше забрана и за приватните да прават и во парк. Да. И така тие ограничувања стеги претискаа за нешто да се случи. Фала Богу, ние први завршивме со тоа, со тој кошмар во театарот. Први почнавме со работа. Твојата публика, ако може да ја кажеме матичната публика во Струмица, многу те идентификува со тој дел театарот за деца, куклениот театар, затоа што долги години се занимаваш со ова.
ти не достига ли? Се спремаш ли нешто такво повторно со некој таков зафат? Особено студиото Думон беше многу активно, имаше многу представи. Да. Ги спомна пишувањето текстови, можеби пишуваш нешто во времето кое што може да го сметаме дека ти е слободно. Нема такво време. Нема? Сега ти ја објаснам и зошто. Значи, кога се вратив од факултет во Бугарија, уште пред да одам, значи, многу представи направи во Дом за деца и младинци. Уште беше пионерски дом, па потоа стана Дом за деца и младинци. Работев и куклени и со актери на сцена. Детски представи, многу ги сакам децата, од секогаш сум ги сакала, сакам да се играм со нив и сакам да им предадам она што го имам и што го знам да го работам, а тоа е нивниот свет на игра, но преку театарот. И кога се вратив од факултет, бев послободна, не мажена, не бев мајка и си реков, ајде ќе направиме нешто, немаше запишано, никој се сеќавам понатаму да студира на актерска игра. И се чувствував дека сум како повикана за да направам нешто. Тогаш на колегата Васил му реков, ајде да формираме, тој имаше здружение Мана, ајде да формираме некакво студио, ама знаеш така како на академско ниво, со часови, да им помагаме, да имат обука, да знаат ораторство, да зборуваат, со обука за како да се однесуваат на сцена, да биде подолг период. Тој знаеше да пишува проекти и рече, ајде ќе аплицираме до општината, да направиме нешто, како го замислуваш и јас му објаснив како студио да доаѓаат, како школа се едно, знаеш. И го склопивме некако и го крстивме Думон по Думев и Монев, актерите на Струмечкиот театар, кои, не случајно, по нивните имиња, кои исто така се занимавале со ова пренесување на љубовта кон театарот на помладите. И така, Думон, се си мислам 2010 беше, 9-10, давно беше, не се сеќавам точно. И така почнавме да го работивме заедно двајцата, две групи, имаше многу пријавени кандидати. Направивме две представи, беа многу посетувани, играа доаѓаа и школите да ги гледат во Дом на Арама, се играа неколку репризи, се сеќавам. И имаше многу публика. Цела таа публика што се играше и во Центарот за култура, представите и во Дом на Арама, зависно од слободните термини, каде беа слободни сцените, се играат на различни места представите и многу публика влегуваше, многу млад свет доаѓа. На сите тие учесници кои во мојата група беа 12, сите тие нивни пријатели, роднини, братучеди, другари од училиште, сите тие доаѓаа на другите представи во театарот, посетуваа изложби, имаше многу движење во самиот Центар за култура. Тоа продолжи со години, се додека јас не бев веќе неколку месеци бремена. И потоа тоа престана да се случува. После Думон неколку години предложивме и на останатите колеги да земат и за помладите, затоа што јас и Васил работевме со младинци. По малите дечиња. Од вашата актерска школа, ако може така да ја речеме, има веќе завршено и дипломирано и актери и режисери кои што работат. Ајде да спомнеме некој од нив, затоа што тоа е навистина значајно. Што може една иницијатива и една визија да придонесат за ширењето и позиционирањето на театарот во едно место? Да, ќе се надоврзам, ќе се вратам и на тоа, само да ти одговорам на делот пред последното прашање. И сега се си мислам дека време ми е веќе пак да се навратам, затоа што никој не го работи пак во градот тоа. Да, и се чувствува празнината. Да, затоа што јас се посветив на мајчинството, на моето дете и немам доволно време, затоа што одам во театар, имам сабајле проби, вечер тоа, во измеѓу период се грижам за детето и после представа и пред проба сабајле и тоа е многу малку време затоа што ја имав главната и се уште имам главната улога да се грижам за моето дете, да му пренесам и на него нешто што знам. Но сега ете тој нели си расте, ќе си до година здравија треба да оди на училиште и така нели ќе имам малце повеќе време и чувствувам дека е време, чувствувам порив дека треба да направам нешто со овие млади луѓе кои
ете сега повторно има една пауза на незапишани следни генерации по актерска игра, но и чувствувам потреба да предадам љубов и вештина која имам веќе се повеќе и повеќе во текот на годините наталожено во себе. Има сега да ти одговорам на прашањето, да, има многу млади, веќе се и возрастни, веќе се и фамилиарни луѓе некои од тие години од почетоците на Думон, има кои се запишаа на факултет, завршија и го работат тоа професионално, но има исто така и луѓе кои Думон како студио, драмско куклено студио, има помогнато во избор, правилен избор на идните нивни професии. Што значи тоа? Тие добија самодоверба да го работат, прво да се одлучат да го прават тоа што сакат. Со нивниот јавен сценски настап, со нивните гостувања, настапување на сцена, тие добија самодоверба и со сите работилници претходно што ги работевме, за да бидат посигурно во себе да одлучат да го прават тоа што тие го сакат. И така има многу архитекти, има доктори, има угостители и какви не се професии, но срекни луѓе кои знаат дека тоа е вистинскиот избор кој го направиле, затоа што се работи за млади луѓе кои не знаат што да прават со себе, со својата младост, каде да ја канализираат својата енергија која имат во изобилие и за да не почнат да одат по некои патишта кои не треба да ги одат, ете да ја канализираат овде својата енергија и својот талент, затоа што некои од нив пеат, свират, други пишуваат. И сето тоа ние го споивме затоа што театарот ги содржи внатре сите уметности. И тоа го споивме и сега тие се многу добри другари и пријатели и се дружат и се канат и на свадби, каде ли не, остана она вистинско другарство, затоа што многу убави дружби природни имаше, кои што како да те викаме, Јасмина ќе ме викате, така се викам, нема тука учителки, професорки, такви. И многу убава слобода и убава енергија на продукција, на креативност се случуваше во тоа студио и станаа добри и редовни гледачи на театар и на сите посетители на сите уметнички случувања во градот. За жал се иселија половина од нив, затоа што нели ние го имаме и тој проблем кај нас, затоа што не се нуди нешто на младите и на повозрастните, нешто за да останат овде во оваа држава, а исто така за оние кои завршеа во студиото е Дејан Ангелов, кој што се занимава со театар, тој е театарски дипломиран режисер, Саши Урдовски, кој е дипломиран актер. Во моето студио исто така беше и Никола Костадинов, кој исто така е дипломиран актер. Леле, ако заборавам некој, многу е одамна. Нема да се налутат. Да, многу е одамна. И некој од нив и остана ето и во Бугарија и може да не се сетам. Знам дека Мирна Трпкова исто така продолжи да се занимава со актерство во Америка. Знам дека Марија Јовевска проба да се запиша на еден факултет по актерска игра во Америка. Таму беше многу тесна конкуренцијата, ние и кажувавме дека тоа е делукс нешто, но сепак таа беше сигурна дека тоа сака да го прави и тогаш има едно големо искуство од тоа. Таа знам дека сега се занимава со нешто друго, на друг факултет е некаде во странство, но исто така го има пишаниот збор, има издадено книги. И така има многу ученици, исто така и од Домот за деца и младенци кои продолжиле и кои ќе ме сретнат на улица, но тогаш беа тие толку мали, да не речам, кои беа по 7, 8, 10 години и сега се личности возрастни кои ќе ме поздрават, а јас простете не можам да се сетам нели кој е, но ликата е целосно изменета, но тие ме поздравуваат и после многу години се во прашање, 20 години можеби. Освен што посакуваш и имаш намера да ти се случи повторно креација на Думон, што како актерка сакаш да ти се случи, нешто во блиска иднина што како улога, како остварување
би ти донело уште едно делче од твојот актерски мозаик? Не Си сум размислували за тоа или Пред да ми едноставно се ги оставаш работите? Да, сите ние оставаме да течат, но можеби некаде во позадината на умот си велиш, тоа да беше сега. Пред да ми се случи Лизелота и Месец мај, јас посакував да играм сега главна улога во представа која нема да биде со многу луѓе. Можеби си го замислував и да биде дуодрама, но никако не ја фокусирав на Лизелота и Месец мај, затоа што тој текст воопшто и го заборавив. Тоа беше непосредно пред да ми кажат дека сум во подела за Лизелота и Месец мај. Тоа го посакував. И тоа е многу брзо сега што ми се има случено за допрва да посакувам нешто друго кое уште е во мене, уште не е изреализирано, затоа што ги нема тие изведби кои на мене ми се потребни за да кажам ете сега се изнаслучи Кој е ова. тој број на изведба? Што може да ти го даде тоа чувство? Нема конкретна бројка, но тоа што сега го кажував на сегашната управа е да има континуитет на изведби. Сега, за тоа што имаше и празници, нели да има континуитет, дали на секој 10 дена да се игра некој период, за јас да го почувствувам ритмот, дека се случува и дека таа почнува да убаво да се развива и дека ете сега е целосно тука изиграно е тоа, а не да сакаш еве утре сакам пак и пак да се случи. Но имаше едно нешто кое што си го посакував, но нема да го кажам додека не ми се случи. После премиерата и тоа си го посакав. Да се надеваме дека ќе во брзо време следниот разговор ќе имаме можност да го Да. споделиме. Ти благодарам многу за гостувањето, за отворениот и искрен разговор. Посакувам да ти се случи многу публика во твојот жив театар. Благодарам. Благодарам на поканата, на одвоеното време, што обрнувате толку време на уметноста. Во секое време Ова и секогаш треба да за држи. нашите струмички театарџи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и сакам да ги поканам гледачите за крај да дојдат на Лизелота и Месец мај во Театар Антон Панов во Струмица на 7 февруари во 20 часот. Така. Дојдете сите на театар и на 7 февруари во останатите термини кога Струмичкиот театар ги има своите програмата, односно представите Паника во Хотел Палас или Лизелота и Месец мај во текот на февруари. Ја играме вечер, Паника Така. во Хотел Палас. Лизелота и Месец мај ја играме во вторник. Така. Се гледаме тогаш. Да.